председавач, почитувана заменичке министерке, почитувана јавност, жал не можам да кажам почитувани колеги, затоа што четврти ден расправаме за најважниот документ во државата за буџетот во 2020 година и сме сведоци на несериозноста на владеачкото мнозинство, покрај тоа што седниците доцнат по 2 сата, по сат и половина, го гледаме огромното неприсуство во салата за најважниот документ. Начинот на владењето на СДСМ, за жал, се рефлектира врз креирањето на буџетот и трошењето на народните пари. А не треба да е така. Во ред е кога се трошат за подобрување на животот на граѓаните и да се бара начин како да останат граѓаните во државата. И како што вели министерката за финансии, да бидат посрекни и помотивирани на нивните работни места. Но вие не го правите тоа со искрени намери, туку со цел за политички поени за вашата партија. Не се водите од приоритети на државата и на граѓаните, туку од ваши партиски цели. Од амандманската расправа и за ребалансот за 2019 година на буџетот и за буџетот за 2020 година дојдовме до заклучок дека на политички подобни општини каде изборните резултати биле во ваша корист, таму одобрувате проекти, макар и со намалени средства. И ако мислите дека на овој начин ќе си ја обезбедите вашата коалиција, која од самиот старт беше на стаклени нозе, се лажете и тоа многу. Во излагањето на министерката за финансии се потенцира дека буџетот е фокусиран на инвестициите во човечкиот капитал. Но сократење на средствата во образованието дефинитивно не се вложува во човечкиот капитал. Освен за универзитетот Кирил и Методи, каде што имате повеќе одвоено парични средства, во сите други ставки за образованието имате скратување. И тоа 34% кратење за ученичкиот стандард, 21% помалку за студентски стандард, 17% помалку за наука, 38% помалку за изградба на основни училишта, 20% за реконструкција на основни училишта, 33% помалку за изградба на средни училишта, 50% помалку за изградба и реконструкција на студентски домови. За да единствено имате разголемување исто така и во спортските сали. На овој начин вие ќе вложувате во образованието и во човечкиот капитал. Имате намалување од скоро 700 милиони денари во образованието. За 2020 година, пред некој ден, донесовте и се спомнуваат заеми и кредити од европски банки за реализација на проектите за реконструкција на спортските сали, кои претходно биле во тек, но досега не видовме отварање или реконструкција на нови училишта и градинки. За тоа донесовте закон за основно образование со тотална инклузија на лица со попреченост. За жал, вие проформа владеете и проформа носите закони. Во областа на образованието со заем од КФВ банката ќе отпочне проект, како што кажав, за реконструкција на студентските домови и проект за изградба на физкултурни сали и реконструкција на основни и средни училишта со заем од ЦЕП. Наместо општините да генерираат приходи и да ги подобрат општинските услуги, земате кредит од Светска банка за да ги подобрите услугите во општините. Ако ги анализираме буџетите во 2019 и 2020 година за Министерството за локална самоуправа, има намалување во износот од околу 250.000 денари, но пак има зголемување на буџетот за Државниот инспекторат за локална самоуправа за 4.000 денари. Колку што може да се забележи од делегираните надлежности или спроведување на процесот на децентрализацијата, има нула средства за следните општини: Арачиново, Дебар, Дојран, Долнени, Желино, Маврово Ростуше, Могила, Пласница, Ранковце, Студеничани, Теарце, Чашка, додека во останатите вредностите се за повеќето општини од пола намалени ке сите. Имате намалени средства на 248.000 денари за регионален развој, а ветувавте равномерен регионален развој. И тоа со средства од 80 милиони евра до крај на мандатот. Имате намалување на средствата за рурален развој за 2020 година споредено со 2019 година во износ од околу 570.000 денари. За општините имате намалување во делот на водовод и канализации. Наместо да ги зголемувате средствата за гасификација, вие ги намалувате, а за жал дојдовте на власт со кампањата за чист воздух. За изградба на систем за водоснабдување во Сопиште и инфраструктура
проекти во 2020 0 денари. Затоа пак тенденциозно имате зголемување на средствата за водовод и канализација во Визбегово за 20.000 денари. Средствата за водовод и канализација и проектот за водоснабдување и одведување отпадни води негде се намалени, а во поголем дел се останати исти. Тоа што е показател? Дека локалните самоуправи и дека Министерството за транспорт и врски не сработиле ништо во 2019 година. Затоа пак македонските општини ви станаа поголеми од македонската армија, затоа што во периодот од 2 години имате зголемување на бројот на вработени за 370 вработени луѓе во 10 скопски општини. И на крајот на 2018 година бројот на вработени изнесува 7659, а во 2019 немам податок, но со најавите на министерот за информатичко општество дека вработувањата ќе продолжат и во текот на изборите, можеби ќе помине и 9000. За споредба, во македонската армија имаме 7211 вработени. За таа цел, заклучно со 2018, овие 10 единици на локална самоуправа се јавуваат како основачи на 97 институции од јавен сектор. Во однос на бројот на вработени на 1000 жители, просечниот број на вработување во општинската администрација на оваа група изнесувал 1,74, додека просекот на вкупно вработените во локалните самоуправи и сите институции изнесувале 15,11 лица. Општината Карпош е една со најмногу вработени и највисок број има на вработени во општинската администрација и е просекот од 2,68 на лица на 1000 жители, а Шуто Оризари е со најмалку, со 0,82. Од друга страна, вкупниот број на вработени локална самоуправа и институции има најмногу општина Центар со просек 18,94 и најмалку е општината 10,98 на 1000 жители. Кој е најголемиот парадокс? И градоначалникот на СДСМ, Стефан Богоев, на Карпош, збореа за пренатрупаноста на општината и во ноември 2017 тој изјави дека има пренатрупаност во сите сектори и вработените немаат каде да седат. За да во ноември 2019 Агенцијата за администрација објави 10 огласи за вработување на државни службеници, кандидати за раководители, советници, соработници и виши соработници. Општините за жал тонат во долгови, немаат никаква транспарентност за вработувањата, ама вие важно во 2018 реалоциравте средства без повратен отчет за што тоа ги потрошиле општините. А општините се со сериозни проблеми. Во делот на имотно-правни имате низ општините малку вработени кои обслужуваат по 2 до 3 општини и тие во исто време примаат документи, праќаат дописи, комуницираат со институциите кои што се засегнати, решаваат предмети, комуницираат во исто време и со граѓани и технички е невозможно физички да се постигне тоа. Ем недостасуваат човечки ресурси, ем на постоечките им се намалува ефективноста и ефикасноста. И во извештајот на Државниот завод за ревизија се потврдува дека владата нема контрола врз работењето на администрацијата. Понатаму се потрошија милионски суми за да профункционира интегрираниот систем за управување со човечки ресурси. Тој не функционира бидејќи најголем дел од институциите не ги ажурираат податоците за своите вработувања. Понатаму, не ги искористивте фондовите, средствата од ИПА фондовите и другите програми на Европската Унија. Понатака, за жал, во амандманската расправа бевме сведоци дека поголем број од амандманите беа за водовод и канализација. И навистина е жално да во 21 век ние зборуваме за водовод и канализација. Поднесов на 25 проекти, амандмани за проекти во 3 општини, во Газибаба, Илинден и Сопиште, и ниту еден не беше прифатен. А беа ветувања, тие амандмани беа произлезени од вашите програми и вашите ветувања, па така, нема нова градинка во Трубарево, на потегот од Ергеле до Дрма се направи проширување на капацитетот на градинката во Јурумлери, која беше изградена во време на ВМРО ДПМН, а се уште се долги листите на чекање на деца кои треба да се запишат во градинка. А нели се фокусиравте на младите, но откако дојдовте на власт го изгубивте целосно фокусот. Нема нова градинка во Сингелич, а ваше ветување беше.
Нема нова градинка ниту во Инџиково, ниту во Стајковци. Кратите средства во делот изградба и реконструкција на училишта. Па така, населба Ченто нема надеж дека ќе го добие новото училиште Крсте Мисирков. Кратите средства за канализациони мрежи и одводни канали. Па сметам дека сте контрадикторни сами на себе, бидејќи имате ветување во вашата програма за Газибаба, поголем дел од Газибаба функционира на одводни канали. Имате нереализирани, а ветени изградби на фекална и атмосферска канализација во Железара, Керамидница, Триангла, Црешево, Раштак, Јане Сандански, Инџиково, Трубарево, Гоце Делчев, Јурумлери, Идризово, Виниче, Смилковци, Булачани, Брњарци. И не случајно ви ги набројувам сите овие населени места. Тоа се околу 70% од општината Газибаба, кои имаат проблеми при малку поголем дожд. Па во вашата програма од вашиот градоначалник во Газибаба имаше вкупно 141 проект, од кои што почнале да се реализираат околу 20 проекти. Тоа е реализација на проекти само 17%, скоро равно на нула. И затоа, уште 2 мандати да имате, со вашето темпо на работа во Газибаба нема да ги оствари градоначалникот овие проекти. Понатаму, во реализирани проекти сте го ставиле основното училиште Вера Јоцик, а тоа е почнато изградено од проект кога при крај на владењето на ВМРО ДПМН и без технички прием си направија свечено отварање, тоест се накитија со туги перја. Понатаму, градоначалникот на Газибаба, Борче Георгиевски, помпезно ја најави фекалната канализација со пречистителна станица на вакуумска база во Јурумлери, но почна и застана. Првите 2 години си ги минавте во еуфорија од славење, ама кога свативте дека не ви одат во прилог работите и дека на повидок се избори, се фативте за работа. И направивте хаос и секојдневен сообраќајен метеж и во главниот град, и во Газибаба, во Маџари, каде што живеам јас. Помпезно се најавуваше проширувањето на улицата Благоја Стевковски, по која што секој ден возам, и ова е ситуација со улицата Благоја Стевковски, која градоначалникот рече дека се проширила. Таа се прошири во време на ВМРО ДПМН, кога беше градоначалник Тони Трајковски, на град Скопје Куца Трајановски, дека се поставила атмосферска канализација. Овие кратери од дупки на улицата се 3 дена после асфалтирањето и пуштањето во употреба на улицата Благоја Стевковски. Вака ви е владеете, како овие кратери после 3 дена од употреба. Бележите дека сте завршиле проекти од вашата програма како замена на клупи, вештачка трева на спортски игралишта, нешто што спаѓа во тековно одржување. Ама со суштинските проекти да се обезбедат основни услови за живење, на вистина потфрлате. Бевме сведоци што се случи во катастрофалната поплава во 2016 во Газибаба и од многу голема важност се одводните канали. Бидејќи на потегот од Ергеле до Дрма, кои што во одводни канали продолжуваат и до општината Петровец, на вистина има потреба од нивно средување. Над 15 населени места се под закана од поплави и од поројни дождови, при што поголем дел се земјоделски површини. Понатаму, со овој буџет нема средства за реконструкција на спортската сала во студентскиот дом Стив Наумов. Исто ваше ветување. Нема средства за изградба на повеќе наменско игралиште во населеното место Виниче. Имавте ветување за изградба на отворен базен во хиподром. Ништо од тоа. Нема мултифункционално игралиште во Црешево. Изградба на поликлиника во автокоманда. Ништо од тоа. Нема средства ниту во буџетот, ниту во ребалансот за овие проекти. 3-та година сте на централна власт, за жал имавте преамбициозни ветувања и не остваривте ништо од тоа. Што направивте со државната администрација? После 9 месеци од донесената одлука на влада за утврдување на бодот за пресметка на плата на државните службеници, после поднесен закон од министерката Мила Царовска, па потоа повлечен по скратена постапка од група пратеници, да се донесе законот за 5% покачување на платите во администрација. За тоа време веќе настана хаос и администрацијата остана без плата една недела. А за подсетување, вашето ветување беше дека зголемувањето ќе биде од 1 јануари оваа година.
Друго што направивте, пред избори критикувавте администрацијата е гломазна, преоптеретена, неефикасна. Тоа се ваши зборови, тоа се ваши навреди спрема администрацијата. А сега што правите? Имате над 1500 огласи за вработување на определено и неопределено време за над 2500 лица во месец октомври и дури министерот за информатичко општество, како што кажав претходно, објаснува дека нема да се попречат вработувањата поради изборите, туку напротив, ќе продолжат. Па нели пренатрупана. А да, во меѓувреме на политичките неистомисленици во администрацијата им дадовте откази од работни места, решенија за распоредување во други општини, понатаму надвор од местото на живење, распоредивте и девалвиравте ваши неистомисленици на пониски места и им поведовте дисциплински постапки. Вие и вашата позната методологија направивте со тоа место за вашите партиски војници. Нели ветувавте пред изборите отчетност, ама во овој случај сте намерно без навремено информирање на јавноста за бројот на вработени во јавната администрација. Лани во системот се преброени 78.320 административци, а според информациите на Министерството за информатичко општество, во јавниот сектор лани склучиле работен однос дури 132.068 лица. И реално има проблем, бидејќи ја користите или злоупотребувате вашата моќ од позиција на власт и ги злоупотребувате институциите за придобивање гласови. Затоа мислам дека е многу жално и срамно ова што се случува во државата. Проектиравте преамбициозен економски раст од 3,8%, од мегаломанскиот, преголемиот буџет 3,9 милиарди, одвоивте дури 380 милиони за капитални инвестиции и не сте реални во ниедна од овие бројки, затоа што 380 милиони се премалку за капитални инвестиции. Вие мора да го подигнете нивото на реализација на капиталните инвестиции, бидејќи без капиталните инвестиции, кои што не се ваш факт дефинитивно, не можете да остварите економски раст, посебно во изборна година, кога пола година ќе помине во избори и во конституирање на влада. И во тој случај да бидете среќни ако стигне економскиот раст и до 3%. Во однос на здравството сакам да спомнам, за состојбите и услугите во здравството кажуваат самите граѓани, тие искажуваат огромно незадоволство и вашите фалби дека имате одговорен министер, навистина не може да подобри состојбата на пациентите и не ја олеснува, затоа што не се води грижа за нив. Водите повеќе грижа за згрижување на партиските војници, па си назначивте економски директори на клиниките за кардиологија и гинекологија, а вашето предизборно ветување беше дека ќе се укинат економските директори и управните одбори во постоечките 27 универзитетски клиники, кои беа само финансиски товар тогаш спрема вас. А сега ново назначените, според вас, не се товар на буџетот. Парадоксот е тоа што во исто време имате недостаток на персонал во итната медицинска помош, со само 5 екипи кои што се грижат за здравјето на граѓаните во Скопје. Сега во Скопје има 6 и тоа е далеко од потребните екипи кои што можат да ги задоволат граѓаните и да им пружат соодветна медицинска помош. На почетокот на годината пренаменивте 8 возила од Министерството за земјоделие кои не биле користени и како не можам да разберам, јас и претходно упатив прашања до моите колешки кои што доаѓаат од фелата од здравството, како може да се адаптираат возила од Министерство за земјоделство во медицински, кога карактеристиките воопшто не им се исти и не може да се употребат. Понатаму, револтот на административните работници во здравството поради платата од 12.000 денари и возачите во итната медицинска помош исто така е многу голем. Во исто време имавте протести на земјоделци, на полициски синдикат и така натаму. И што направивте со буџетот? Го прераспределивте само за ваши политички цели, предизборно. Навистина е ниско да се каже дека ги подкупивте граѓаните
затоа што навистина граѓаните наши се многу мудри, политички искусни и не може вие туку така да ги манипулирате пред избори да ги подкупите. Ама мислам дека ве прочита, одамна сте прочитани и тоа ќе ви го кажат, мислам крајниот збор ќе биде на 12 април. Благодарам. Благодарам. Реплика, пратеничка да Тасевска Лидија, повелете.